Не сакав да се мажам мала, само ме остави и ништо не рекол. За пари? Денес во библиотеката на Средното општинско училиште Ѓорче Петров се одржа пресконференција по повод премиерата на представата Магепсан круг и истоимената радиодрама. Овој проект е реализиран во соработка на Радио Пела и драмската секција Мало театарче во Средното училиште Ѓорче Петров. Најавиме настанот кој што ќе се случува в петок на 18 октомври, а тоа е премиера на театарската представа Маѓепсан круг, која што заедно Радио Пела заедно со Средното општинско училиште Ѓорче Петров или драмската секција Слободно театарче од ова средно училиште ќе ја прикажува во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Премиерата на оваа театарска представа е иницирана и е дел од кампања против трговија со луѓе, а зошто на 18 октомври? Заради тоа што тогаш е Европскиот ден за борба против трговија со луѓе. Оваа иницијатива и оваа кампања која што еве се одвива и ќе се одвива во Прилеп и во регионов е дел од кампањата на Советот на Европа. Драмата Маѓепсан круг и театарската представа која што ќе видите се идентични и се дел од едни документарни наши прилози кои што ги направивме пред неколку години. Имаат некаква сличност, но благодарение на истражувањето на Филип Стојановски кој што го напиша текстот, на режијата на Билјана Тинтовска, создадовме една радиодрама и создадовме една театарска представа која што ќе ја гледате петок по повод Европскиот ден на борба против трговија со луѓе. Благодариме на драмската секција Слободно театарче при Средното општинско училиште Ѓорче Петров кој што ни се вклучи и на вистина ревносно темелно ја изработи оваа тема. Темата поврзана со трговија со луѓе со акцент за предвремени детски бракови, малолетнички бракови. Многу често се случува малолетни ученички во општинско училиште, значи како во нашето, така и во останатите училишта во општинава, да влезат во малолетнички бракови пред полнолетство. Реагираат родителите, пријавуваме во Центарот за социјални работи, пријавуваме во Министерството за внатрешни работи и од тука понатаму тие си ја преземаат работата во своји раце. Меѓутоа, за да ги спречиме малолетничките бракови, често организираме работилници, вклучени се тука класните раководители, предметните наставници и педагошко-психолошката служба. Многу често е разговарано со учениците, повикувани се на разговор, советувани се, меѓутоа, за жал, скоро никогаш не најдуваме на разбирање од ученичките. Она што одлучиле да го направат, го прават, заминуваат, последиците си ги согледуваат подоцна, кога за жал е доцна. Предизвикот, реков, е голем, затоа што всушност работејќи на овој проект, ние допревме подлабоко преку ликовите што ги толкуваат децата, допревме подлабоко до овој проблем. Кога со Филип разговаравме за, бидејќи тој е, морам да го споменам, одсутен и во негово име малце да ве поздравам и да проговорам, толку поголем е предизвикот бидејќи имавме конкретни изјави кои што бе уште по симптоматични во смисла да биде посилна пораката, затоа што кога слушаш лична исповед, тој уште поголем мотив. И исто така ќе слушнете и од децата за нивното искуство при толкувањето на улогите, влегувањето во таа проблематика. За мене како режисер, како во работата со децата, навистина представува особено задоволство, посебно создавањето и на радиодрамата, бидејќи со театарски представи постојано се соочуваме, работиме и тоа исто така едно огромно задоволство, меѓутоа радиодрама прв пат работиме со децава и тоа беше едно посебно искуство. Проектот ни почна, тоест работата од месец март почнавме, Филип го напиша сценариото, па полека работевме со групите околу снимањето и со Радио Пела во текот на летото. Така што морам да ги пофалам учениците дека беа неуморни и во текот на летниот распуст работевме сите заедно и сега веќе интензивно работиме на театарската представа која што вие ќе имате можност да ја погледнете. Ќе ни биде особено задоволство
И исто така, од искуството во работата со радиодрама и театарска представа, можам да кажам дека тоа се два различни производи кои што даваат посебно некое задоволство инакво едно од друго. И најголемо задоволство е што се надеваме дека проектот ќе исполни својата цел, тоа е да се подигне свеста кај младите, па и кај родителите, не само кај младите, да работат малце повеќе со децата, да им посветуваат внимание. Во работата, мојата долгогодишна работа во просвета, се соочувам со недоволна конекција меѓу децата и родителите. Тоа е голем проблем и во оваа голема причина, да речем, и во оваа проблематика. Може ви некој од децата слободно да прашате. Само представете се. Јас сум Билјана Тинтовска, ментор на драмската секција и режисер и сценограф на радиодрамата и на театарската представа Магиепсан круг. Благодарам. Има недоволна конекција според вашата перцепција меѓу родителите и децата. Според вас на што се должи тоа? Немаат доверба, едни во други немаат време, буднати по пари, по ствари. На што се должи според вас? На тоа второто. Едното и другото. Да, едното и другото, меѓутоа најмногу заради тоа што навистина се не се надоместува со пари и овие технологиве, повеќе во телефонот, од што да седнам да разговарам со детето. Мене лично како класен раководител ми се има случајно да има проблеми во несоработката, фактички да има несоработка меѓу децата и родителите и од тука произлегуваат многу проблеми, било да се здравствени, психолошки или со службата постојано работиме, навистина. Можеме со директорка да ја пофалиме службата, постојано имаме голема соработка и колку што можеме ние како просветни работници се трудиме. Да. Професорке, за статистика се сведовме на искуства од вашето работење. Тука сакам само една споредба пред 15 години сега. Дали има разлика или пошто сте долго во професија? Да, долго сум во професија. Меѓутоа, да, има разлика. Сега ми се случи едно неубаво искуство. Еве, оваа генерација каде што предавам, уште во прва година неколку девојчиња, се точно за збор да не ме држите бројка, може требаше да точно да проверам. Значи и во прва година и во втора, па и годинава во трета година се изомажија девојчиња млади. Значи се зголемува со тек на време. Се зголемува, да. Јас толкувам улога која што по име е Ристана, значи ролијата која што ја глумам се вика Ристана и се работи за самохрана мајка на 6 деца кои што немаат пари. Таа работи, оди во нашиот град, значи Прилеп, градот на тутунот, оди и аргатува, односно е аргатка и секогаш добива половина дневница од она што е потребно. Се мачи и се труди да заработи за да ги прехрани своите 6 деца кои што изначат живот. И јас себе си никогаш не се замислував во таква улога, бидејќи самиот поим трговија со луѓе за мене е непознат. Беше непознат пред да... Јас сум Михаил Јордановски, ученик во 4-та година во Средното медицинско училиште Ѓорче Петров. Во радиодрамата и во представата јас сум таткото кој што си ја продава својата ќерка поради немање доволно на парични средства. Ми беше предизвик да се пронајдам во оваа улога, бидејќи досега сум бил на претходните представи сум бил татко, но секогаш сум бил татко до кој што си ја сака фамилијата и си ги поштува вредностите, но сега за прв пат си цапнувам на себе си, поради тоа што сум како карактер. Не ја ставам фамилијата пред се, туку парите. Радиодрамата, која што е дел од овој проект, веќе се емитува во програмата на 6 локални медиуми и 1 национален и е дел од иницијативата за подигање на свеста, промени го мислењето, останете надвор од магипсаниот круг и е поддржан од Европската Унија и Советот на Европа, со цел да се овозможи по пристоен начин за заедницата да препознае, открие, алармира за појавата на присилни детски бракови.